Почитувани граѓани, владата на денешната редовна 77 седница донесе низа важни одлуки, кои јасно ја покажуваат намерата на оваа влада да работи на исполнување на ветеното, и тоа во предвидените рокови. После сериозните инвестиции во образованието, преку реформски закони, до инфраструктурни подобрувања и покачувања на платите, следува нова мерка во образованието која сега фокус става на науката. Конечно, со денешната одлука на владата за усвојување на измената на програмата за научно-истражувачка дејност за 2025 година. За прв пат во историјата, научните бази Web of Science и Scopus стануваат бесплатни за сите државни универзитети, МАНУ и Универзитетот на Југоисточна Европа. Факултетите, научниците и младите ќе можат да ги користат овие реномирани научни бази бесплатно. Со ова, најпрестижните списанија и трудови стануваат достапни за сите. Министерството за образование и наука ја превзема оваа одговорност и ќе го обезбеди пристапот. Ова отвара можност за конечен напредок и конкурентност во науката. Воедно, денес се усвоја два клучни закони кои се дел од реформската агенда, чиј рок за донесување е јуни 2025 година. Станува збор за Законот за електронски комуникации и Законот за безбедносни мрежи и информациски системи. Или поконкретно, за прв пат се носи закон посветен на сајбер безбедност. Ова се два клучни реформски закони, кои покажуваат дека владата отвара ново поглавје во дигиталната трансформација на Македонија. Продолжуваме со реформи и промени. Бидете информирани.